Да. Го извозевме автопатот и сега почнува интересното. Мора да кажам еден заклучок, што ова е моја прва тура. Никогаш до сега не сум бил со мотор надвор од Скопје. И сум доста задоволен со тоа што гледам дека овој мотор добро се снаоѓа. На автопат не возев повеќе од 100, на некој места е 110, доста е удобен. За мене е екстремно удобен, за сопатникот исто е доста удобен. Приметив дека има моментално несоодветна кацига за вакви тури. Значи, мојата кацига е open face, но ќе мора да земам full face кацига, некоја добра. Презадоволен сум до сега како све оди. Не чувствувам некој замор, што е најбитно. Некој сега ќе каже, ајде си извозил ти 100 км и одма кажуваш да, но овие 100 км ми се буквално први. Некој што не возил никогаш до сега по отворен пат, ова е стварно посебно искуство за мене. Како што видовте, застанавме на Мак Петрол, го напунивме резерварот до горе, негде кај Тетово на 45-6 км ми падна една цртка, ама изгледа некој бак беше тоа. Сега гледам дека си е више нормално. По овој пат има доста камиони, пошто таму има два каменоломи, но пошто немаме некое огромно искуство, нема да претркуваме, ќе возиме нормално колона, а и никаде не брзаме. Следната станица сега ние застануваме во Маврово да доручкуваме, пошто не сме доручкувани, и да видиме колку ќе кошта оваа тура. Иначе самата гледка, самиот пат е фантастично убав. Не се осудувам да претркувам, возиме позај него. Ќе почекаме негде кај што имаме добар видик. Еве, како што кажав, еден каменоломов дека
самото приклучување кај каменоломот има премногу песок. Како што гледате луѓе, стигнавме на првата постојка. Сега тука ќе правиме еден мал одмор, застанеме да доручкуваме, па потоа продолжуваме. Ништо сега влегуваме. Влегуваме сега да. Здраво. Добро. Сега да видам. Вака сега. Една кисела вода за мене, за почеток, и ќе ми ромени за јадење, за доручек. Вака сега за доручек. Јалаци. Нарачавме. Вака. Менито е ово. Сега мислам дека ќе одберам да јадам јас омлет, може мешан омлет да јадам, пошто гледам дека чорба би јадам, ама нема чорби. Може нарашам јас одма еден мешан омлет. Еве, пристигна нашиот доручек, омлет со компирчиња. Да каснеме малце, да земеме воздух и може да продолжиме кон Бигорски. Малце фризурата, бре, ми паднала коса веќе. Сметката за 2 омлети, помфрит и кисела вода е 730 денари. Храната им беше солидно. Така да, тоа е тоа. И сега продолжуваме на Бигорски, направихме пауза за доручек. Не може да продолжим така. И еве пристигнуваме на патот кон манастирот горе. Кривини големи. Денеска очигледно и гужва има. Тука малце полека, има вода, мокро е. Само да најдеме место за моторот под сенка.
Таму кај тие мотори, да. Стигнахме сега до Бигорски, само малце ви толова. Невиден убавен. Ова е стварно предобро. Пред. Пошто сум при крај со меморијата на GoPro-то, сега ќе ви снимам само во глезот. Пред да го купам моторот, кажав дека кој ќе купам мотор, било каков, дека првата тура што ќе направам ќе биде Бигорски манастир. И еве ме сега тука. Женските обавезно ступни. Благодарам екстра. Искачаме се во Бигорски манастир. И сега ќе одиме ќе седнеме некој да пиеме кафе, може доле во куќа на Јанците, ресторан што е доле. Ќе останеме таму, ќе пиеме по едно кафе и мислам дека ќе го продолжиме патот за во Охрид. Иако не беше планирана таа рута, ама дојдовме сега до одлука дека ќе идеме до Охрид, а може и ќе преспиеме вечер таму, а утре па ќе идеме ќе повозиме низ Охрид малце, ќе направиме нека тура. Ја би сакал да отидам и до Галичник, ама ќе видиме како ќе биде. Значи не знаеме ништо, беше првично да дојдеме до Бигорски и да се вратиме назад, но авантурата продолжува. Така да, останете со нас, ставете subscribe и лайк. Поддржете ме, пошто ова е само првото видео кај што патувам, ќе има уште многу. Лепо таму. Останавме тука до куќа на мијаците, да пием по едно кафе и продолжуваме за Охрид. Но мислам дека ќе застанам до Девар, ќе морам да земам мемориска картица, пошто имам проблем со лаптопот, не можам префрлам ништо на него. Спиеме на кафе и се патуваме кон Девар, оттаму се спуштаме за Струга и завршуваме во Охрид. Во Охрид ќе поминеме вечерта и очевидно таму може да идеме до некој од плажите.
После може би преку Битола ќе се вратиме за Скопје или ќе видиме како. Ова е костовраст. Од она што извира гледаш како калциум, тоа е бело калциум се. Озбилно на јајца мирис. Сега оној мост треба да го поминеме. Го гледаш? Да. Преку него поминуваме и горе се качуваме по горницата и одма доле е Девар. И од Девар се спуштаме. Горница. А? Да, право. Ондека да мала. И после тоа идеме Девар, оттаму се спуштаме, одиме на кај Струга. Само ако сакаш може да станеме у тој женскиот манастир што е тука многу убав, тој што ти праќам слики стално. Само свеќа запалим и одиме. Дојдовме, застанавме до Рајчица, на Свети Георги. Манастирот се наоѓа во Девар, на самиот влез на градот, гората накај. И застанавме тука да запалиме свеќа и продолжуваме. Вонатре не се снима, така да гледаме од надвор. Мала пауза. Застанаме моментално у Девар да купам мемориска картица, да направим мала пауза, да испием еден чај и сега продолжуваме на кај Струга. Јас се извинувам што не можам да зборам додека возам, пошто ми опен фейс кацигата и многу има шум во микрофона. Прво видео ми е сега, тоа е мали. Ама без ваша поддршка ништо, затоа subscribe, share и лайк обавезно. Моментално стигнавме до Струга. Сега малку ќе трајаме на пауза, пошто од камерата го прототежи и ме боли вратот веќе.
Стигнавме во Охрид. Сме моментално на пристаниште. Сега одиме да јадеме и се јавуваме таму да видиме што сме направиле. Моментално седнавме во Нова Ривиера. Да одмориме малце, може да пиеме по едно кафе некаде и еден апдейт за попат. Како прво искуство со мотор, морам да се пофалам дека ептен добро искуство. Од Скопје до исклучувањето на Маврово, брзината што беше најниска 80, највисока 110 и можам да кажам дека е ептен удобен за патување кон Венце. Преудобен, така да и сопатникот мој каже дека бил доста е задоволен од самиот пат. На кај Маврово кога свртевме, сега од Маврово до Бигорски возевме буквално 60-70 максимум, на некои места и кривини, можам да кажам дека исто многу стабилен, многу добар, држи на кривини. Добро, имаме добри гуми. Максимум. Од Бигорски до Охрид, малце беше замрно. Не од самиот мотор, не од кацигата, него од GoPro-то што ми е напред, најдоле ми е на визирот. Самото GoPro тежи нанапред, така да позади кај вратот имам само мали болки. Тега двај чекам баш да видам, нели, ќе ја прикажам сега и од овдека сметката, што ќе јадем на рашавме Шарски, Ривиера Шарски. Ќе покажем и тука храната и секако вечер сигурно ќе искочиме и ќе снимаме нешто, ќе направиме нешто. Сигурно се спрема тука за нека забава, за нека музика. Ќе отидеме баш да видиме што се дешава и утре се враќаме, кое време не знам, утре се враќаме за Скопје, но дали ќе го направиме тоа во едно видео или во две, не можам да, мислам дека ќе биде во две видеа, пошто премногу долго ќе биде ако собереме све во едно видео. Утре планирам можеби да отидеме до Галичица, пошто ни е многу блиско, на 10 километри од овдека. А одозгоре погледот преубав, има што да се види. Може да земеме нека пијачка за горе, да појдеме одозгоре. Да се повозиме таму, можеби и до светлина, ама не сум сигурен. Ќе видиме тоа утре од сабаље како ќе ни светне. Денеска беше турата да отидеме до Бигорски, но еве сме у Охрид. Сувозачот ако каже може да отидеме из Албанија, па да снимеме и од таму нешто. Најмногу што ми се свиѓа, што е интересно моето прво патување, почна интересно за прв ден 230 км поминавме и презадоволен сум. Не се чувствувам уморен, тоа е најбитното. И што луѓе се гледаме да ни го донесат јадењето и салатата, па се гледаме подоцна. Не стигне јадењето. Шарска плескавица. Ова е 510 денари. Ја мислам дека ќе биде окей. Може се да се служи. Моторот останал тука, нема да се вози, пошто сме тука и сместени. Така да може да се отпуштиме. Сметка во Нова Ривиера изнесува 1700 денари.